Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, добар ден и добре дојдовте во новите 70 на минути на емисијата Македонски глас на Македонското црковно радио Детройт. Јас сум Маја Пероска и еве што ви подготвив за денес. По повод една година од трагедијата во дискотеката Пулс во Кочани, во собранието се одржа комеморативна седница. Недостиг на основни противпожарни апарати, празен хидрант, заклучена помошна врата и отсуство на систем за пријавување пожар, констатирала увидната екипа на Дирекцијата за заштита и спасување по пожарот во клубот Пулс во Кочани. Кога еден лекар е нападнат вербално, физички или преку социјалните мрежи, не страда само поединецот, туку целиот систем и пациентите кои чекаат помош. Председателот на владата Христијан Мицкоски порача дека фокусот на владата е на консолидирањето и економскиот раст, како и на редовни парламентарни избори кои ќе се одржат во 2028 година. Демократската унија за интеграција, ДУИ и Вреди реагираа на одлуката на Уставниот суд да ги отфрли иницијативите во рамки на системот Безбеден град, граѓаните да се известуваат и на албански јазик. Според македонскиот устав, а и според препораките на Венецијанската комисија, билингвалноста во правосудниот систем не е предвидена, но проблемот е што претходната влада на ДУИ ги лажеше албанците во Македонија, па затоа сега има отпори и протести, рече премиерот Христијан Мицкоски. Бран од 11 пријави за семејно насилство ја крена полицијата на нозе во повеќе градови низ државата. Вкупно 11 случаи биле пријавени во еден ден, а 4 лица биле лишени од слобода. Министерството за надворешни работи и надворешна трговија информира дека досега се реализирани 4 организирани летови за евакуација на граѓани од регионот на Блискиот Исток, со кои се превезени вкупно 458 патници. Од нив 380 се македонски државјани, додека 78 се странски државјани. Вкупно по држави меѓу евакуираните странски државјани има 14 од Босна и Херцеговина, 13 од Косово, 13 од Албанија, 8 од Србија, 6 од Црнагора, 3 од Грција, 2 од САД, како и по еден државјанин од Украина, Германија, Ерменија и Индонезија, како и 4 лица со холандски ЕУ пасош. Министерството за надворешни работи и надворешна трговија преку дипломатско-конзуларните представништва и дежурниот телефонски број и понатаму останува на располагање на македонските граѓани во кризните региони. Според македонскиот устав, а и според препораките на Венецијанската комисија, билингвалноста во правосудниот систем не е предвидена, но проблемот е што претходната влада на ДУИ ги лажеше албанците во Македонија, па затоа сега има отпори и протести, рече премиерот Христијан Мицкоски. Согласно уставот, комуникацијата во државната управа, мислам беше членот 5, амандман 7, јасно кажува дека официјален јазик е македонскиот и кирилското писмо, но втор официјален јазик во случајов е албанскиот јазик. Да не го користам на 20%, бидејќи е јасно дека е албанскиот јазик. Подолу во истиот член стои дека комуникацијата на албанците со државната управа е регулирана со закон. Сега доаѓаме до тој дел, до законот. Не кажува со кој закон, но еве со законот за употреба на јазици. Јас разговарав со студентите и тие велат дека во законот за употреба на јазиците треба во рок од една година да се хармонизираат сите закони. Ако тоа не се направи, тогаш автоматски се смета дека законите се хармонизирани. Сега доаѓаме до дилемата: законот за јазици е генерален закон или во правото лекс генералис. Законот за полагање на правосуден испит е специјален закон или лекс специјалис. Не може по автоматизам со лекс генералис да надсинхронизирате лекс специјалис, рече председателот на владата Христијан Мицкоски, запрашан за барањата правосудниот испит да се полага на албански јазик. Вториот проблем е тоа што господата што го носеа законот за јазици ги излажа албанците и овие деца што сега протестираат. Зошто ги излажа? Затоа што јасно стои во мислењето на Венецијанската комисија, каде што се вели да се напушти билингвалност во правосудниот систем, дополни Мицкоски. Тој посочи дека владата претходно покажала оти нема проблем со употребата на јазиците и во делот на социјалната нега на децата и се овозможи воспитувачки да полагаат на свој мајчин албански јазик.
доста поминува, но уште не се предавам. Уште имам верба во љубовта и ме држи надежда. Сега си ми најмногу потребна, жено моја судена. Срце да ми отвора, твое име пишува, очи да ми затвора, тебе ке те познам. Срце да ми отвора, твое име пишува, очи да ми затвора, тебе ке те познам. Срце да ми отвора, твое име пишува, очи да ми затвора, тебе ке те познам. Срце да ми отвора, твое име пишува, очи да ми затвора, тебе ке те познам. Жена моја судена. Маркетинг. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Вен Дайк во Shelby Township. Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Маркетинг. Оф, аман, аман, совке на татко, награда гуменџа. Оф, аман, аман, Бела Софијо, награда гуменџа. Ой ме
што ти е болката. Оф, аман, аман, бела Софијо, што ти е болката. Состојбата со енергенсите будно се следи доколку има потреба владата ќе интервенира. Сега во моментот не сметам дека состојбата е надвор од контрола. Да не ги драматизираме работите и да не додаваме повеќе од тоа што е. Имаме доволно резерви на енергенси, а со маркетите е договорено ако забележат зголемување на влезните цени на производите да го информираат пазарниот инспекторат. Вака изјави министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска во интервју за телевизија Канал 5. Министерката појаснува дека сегашната криза е сосема различна од онаа во 2022 година и дека Министерството за финансии може да реагира откако ќе се прогласи кризна состојба. На дневна основа се прават анализи за тоа што се случува на Блискиот Исток и како се движи цената на нафтата и она што Министерството може да го преземе или да постапи е откако ќе се прогласи кризна или воена состојба. Во вторникот немаше предлог за кризна состојба затоа што имавме намалување на цените на нафтата. Ние правиме споредба и со она што се случуваше во 2022 година. Ако се спореди со таа година, точно на 12 март цената на нафтата била $117 за барел, а денес имаме состојба во која цената на нафтата е околу $100 за барел. Сега имаме сосема различна состојба за разлика од 2022 година, посочи Димитриевска-Кочовска. Таа вели дека на состанокот со нафтените компании сите потврдиле дека имаат доволно резерви. Нема недостиг на нафта и тоа го кажа секој од нафтените компании кога беа на состанокот. Можам одговорно да тврдам дека ги прашавме секој од нафтените компании дали имаат проблем. Одговорот на прашањето зошто на одредени бензински пумпи немало нафта беше дека имаат во нивните складишта и дека им треба време да ја транспортираат до бензинските пумпи. Ниту еден не кажа дека се соочува со каков било проблем од недостиг, рече Димитриевска-Кочовска. Во однос на критиките од опозицијата дека владата доцни со мерките, министерката за финансии посочи дека состојбите сега се сосема различни од оние во 2022 година. Тогаш состојбите беа многу поразлични од денес. Имавме инфлација која беше многу повисока од тоа што ја имаме денес. Во 2022 година, во месецот кога ги воведоа мерките, има номинален раст на платите од 10%, а реален 1,2%, односно инфлацијата била 8,8%, а растот на храната бил 11,4%. Денес имаме состојба каде има реален раст на платите во однос на инфлацијата, а растот на храната е понизок, нагласува министерката. На состанокот со маркетите, како што информира, било договорено дека доколку забележат промени во влезните цени, ќе го информираат пазарниот инспекторат. Milice, koga si
Koga si bez me, malečki milice, aj koga se dajcata ljube v me. Koga se dvajcata ljube v me milice, vočićovo to gradinče vočićovo to gradinče milice, aj kaj šarenite moj cekinja. Kaj šarenite cvekinja milice, trenda film cveke cute šede, trenda film cveke cute šede milice, aj nagradite ti pagjače, Ažijano, aži dušo, koja večer jazda dojdam. Ažijano, aži dušo, koja večer žana jazda dojdam. Toga sakaš, toga i dojdi, sto mnozina, ne domagraj.
Демократската унија за интеграција, ДУИ и Вреди реагираа на одлуката на Уставниот суд да ги отфрли иницијативите во рамки на системот Безбеден град, граѓаните да се известуваат и на албански јазик. ДУИ побара итна оставка од Костадиновски, како и од секој судија кој според нив ги поддржува ваквите ставови. Во спротивно, тој ќе сноси целосна одговорност за секоја последица што може да се појави на планот на меѓуетничките односи, велат од ДУИ. Според ДУИ, дискриминација и кршење на духот на Уставот е ставот, според кој СМС пораките во рамки на системот Безбеден град треба да се испраќаат само на македонски јазик, додека може да се испраќаат и на англиски, но не и на албански јазик. Со оваа постапка, председателот на Уставниот суд ги надминува своите надлежности и брутално интервенира во правниот поредок и во меѓуетничките односи во државата, се наведува во реакцијата на ДУИ. Од ДУИ ја критикува и партијата Вреди, оценувајќи дека е коодговорна за, како што велат, антиуставните постапки на Уставниот суд. Кога во владата имате слабо, заробено и подчинето представување како Вреди, тогаш антиалбанските сили се чувствуваат охрабрени и зајакнати. Наместо да ги бранат уставните права и достигнувањата од Охридскиот рамковен договор, представниците на Вреди во владата избраа молк и сервилност, се наведува во реакцијата на ДУИ. Од Вреди исто така испратија соопштение во кое ја обвинуваат ДУИ за децениска неодговорност, поради што, како што велат, се уште се отвораат дилеми за прашања кои одамна требало да бидат затворени. Како легалисти сакаме да ја почитуваме нормативната максима дека пресудите на Уставен суд не се коментираат, особено од партиите, бидејќи тоа по автоматизам се толкува како политички притисок. Сепак пред се како луѓе, а после како партија, не можеме да избегаме од впечатокот дека овој состав на Уставниот суд повеќе наликува на југословенска политичка елита, отколку на највисока судска инстанца, се наведува во реакцијата на Вреди. Од Вреди најавија дека ќе го бранат принципот за известување на албански јазик со сите правни и институционални средства, се до негово целосно спроведување. Јас сум си жена,
skršena. Ženama žena Brečana, čaša skršena. Skršena, втёж е фрлена, втёж е фрлена Бречана, непогледана. Втёж е фрлена Бречана, Председателот на владата Христијан Мицкоски порача дека фокусот на владата е на консолидирањето и економскиот раст, како и на редовни парламентарни избори кои ќе се одржат во 2028 година. Мицкоски на прашањето дали ќе има предвремени избори, нешто што опозицијата го споменува во повеќе наврати, нагласи дека приоритет на владата се реформите и нивно испорачување за граѓаните. Граѓаните, меѓународната заедница и ние во владата сме фокусирани на реформи и испорака за граѓаните. Тоа представува наш приоритет. Фројд кога работи во опозицијата е повеќе од страв и сега тие тоа повеќе го артикулираат од страв, бидејќи знаат каков дебакл ќе доживеат и на следните парламентарни избори, дека ќе изгубат и сметам дека на следните избори ќе имаат и полош резултат од тој што го имаа во 2024 година, кој беше историски најнизок резултат, што потоа го потврдија на локалните избори. Оваа година нашиот фокус е во консолидирање и економски раст на државата. Иако имаме многу предизвици, зборувавме на почетокот, ние сме само тука фокусирани и концентрирани и се фокусираме на редовни парламентарни избори што ќе се случат во 2028 година, истакна Мицкоски. Тој нагласи дека ќе сторат се што е во нивна моќ за да ја одржат кохезијата во рамки на владата, нагласувајќи дека имаат мнозинство, дека владата е стабилна и имаат 61 пратеник во парламентот. Реконструкција на владата најави за мај-јуни, нагласувајќи дека во моментот е фокусиран на партиската структура и до екипирањето кој треба да се направи и кој очекува да заврши до крајот на април. На прашањето дали има политичка партија која чека да влезе во владата без разлика дали станува збор за ДУИ, Алијанса на албанците на Зијадин Села, на Арвен Таравари, Мицкоски одговори дека имаат исклучително квалитетни односи во рамки на владината коалиција и оти во овој момент не се заинтересирани за промена на нејзината структура. Тој рече дека не може да говори во име на некој друг дали е заинтересиран и нагласи дека тој може да даде оценка за состојбата во коалицијата како председател на најголемата политичка партија во неа. Во однос на последните случувања во Вреди, со изразите на незадоволство кај министерот Фатмир Лимани, па потоа кај вице-премиерот Арбен Фетаи, Мицкоски одговори дека неговиот личен став е познат, а тоа е дека обединувањето во еден политички субјект ќе генерира стабилност во рамки на Вреди, но додаде дека во рамки на владината коалиција имаат исклучително коректна соработка, нагласувајќи дека не сака да ги коментира ставовите кои се артикулираат преку социјалните медиуми. За случајот со поранешниот вице-премиер Артан Груби и дали од него се добиени информации за евентуални нелегални активности и кој повеќе треба да се плаши од него, СДСМ ДУИ Вреди, Мицкоски рече дека треба му се даде време на времето, но и дека смета дека листата е долга. Во интерес на истрагата и тие информации што ги имам, не би сакал премногу длабоко да навлегувам во чувствата на поединечни сегашни и поранешни политичари, но не треба никој да се плаши ако не направил нешто спротивно на законот, а треба да се плашат сите оние кои што направиле нешто спротивно на закон, без разлика на кој политички дрес му припаѓаат, нагласи Мицкоски. Во однос на обвинувањето од опозицијата за мигрантите, Мицкоски истакна дека нема покредибилен извор од амбасадорот на Обединетото кралство, кој како што рече, самиот кажал дека ниту имало, ниту има, ниту ќе има преговори на тема мигранти од Обединетото кралство кои би биле прифатени тука. Da znaš, brate, vo kakvo su pole, vo kakvo su pole, pole ja sposednal, vo kakvo su pole, pole ja sposednal, ni tu voda i
Маркетинг. Максис Дели е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Максис Дели е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши наручки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Максис Дели можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така, Максис Дели ги продава своите приватни заштитни знаци Максис Meats, Градина и Сонце. Максис Дели се наоѓа на 4160 15-та милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Побелете во Максис Дели. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Маркетинг. Кога еден лекар е нападнат вербално, физички или преку социјалните мрежи, не страда само поединецот, туку целиот систем и пациентите кои чекаат помош, рече председателката на Лекарската комора, професор доктор Калина Гривчева-Старделова, по повод 12 март, Европскиот ден за подигнување на свеста против насилството врз здравствените работници. Ние докторите не сме ваши непријатели, напротив, докторот е тој кој се бори за вашиот живот во различни услови. Насилството и агресијата не се решенија за системските недостатоци, изјави професор доктор Гривчева-Старделова. Комората изнесе податоци дека над 70% од докторите во Македонија се соочиле со насилство на работното место. Анкетите на комората откриваат дека 78% од докторите биле изложени на некаков вид насилство, од кои 80% на вербално и 6,8% на физичко насилство. Со измените на кривичниот закон во 2023 година, нападот врз медицинско лице се третира како напад врз службено лице, но како што посочува Лекарската комора, очекуваните резултати изостануваат, речиси 70% од нападите воопшто не се пријавуваат поради сложените процедури или перцепцијата на докторите дека тоа е дел од нивната работа. Според податоците од МВР, изминатата година по Законот за здравствена заштита се поднесени 2 кривични пријави за кривичното дело напад врз здравствен работник и здравствен соработник при вршење на здравствена дејност, за кои се пријавени 3 сторители. Едно дело се случило во Скопје, а второто во Штип. Професор доктор Карди Хаджи Хамза, член на извршниот одбор на комората, како психијатар предупредува на сериозноста на последиците од нападите. Последиците од насилството врз докторите се сериозни и вклучуваат психолошки стрес, анксиозност и прегорување, што многумина ги принудува да размислуваат за напуштање на професијата или за заминување во странство, што дополнително го слабее здравствениот систем. За спречување на овие појави, неопходно е здравствените установи да воведат подобри безбедносни мерки, како обезбедување и видеонадзор, но и да се работи на подобрување на комуникацијата помеѓу докторите и пациентите и на едукација на пациентите, истакна професор доктор Хаджи Хамза. Лекарската комора инсистира на брза институционална разрешница на секој инцидент и стопирање на дигиталниот линч врз лекарите, истовремено апелирајќи за подобрување на условите за работа преку зголемување на персоналот и подобра организација. Хуманоста е двонасочна улица и затоа е потребна почит и нулта толеранција за насилство од страна на сите чинители, институциите, медиумите и граѓаните, со цел да се изгради безбедна средина во која лекарите ќе можат достоинствено да ја вршат својата професија. Комората ги повикува сите доктори задолжително да ги пријавуваат инцидентите во полиција и во комората, бидејќи само со соодветни санкции ќе се престане да се испраќа порака дека насилството е прифатлива форма за изразување незадоволство, истакна професор доктор Гривчева-Старделова.
тогаш кога се засакавме. Мислев дека вечна ќе ни биде љубовта, се додека не ми кажа дека кај тебе ќе идат туѓи сватови, туѓа невеста ќе бидеш ти. Другари одете и кај неа денес дар однесете. Мене не ме чекајте, жар на срце веќе не ми ставајте. Од неа остана само сана бег во мене горчина и една голема моја пуста желба неостварена. Зошто кај друг замина, што ти даде тој што немав јас. Ако е од љубов, знај јас не ќе тагувам, се најдобро ти посакувам. Ако е за друго, може не ти кажа, љубов среќа не се купува. Другари одете и кај неа денес дар однесете. Мене не ме чекајте, жар на срце веќе не ми ставајте. Од неа остана само сана бег во мене горчина и една голема моја пуста желба неостварена. Моја пуста желба неостварена. По повод една година од трагедијата во дискотеката Пулс во Кочани, во собранието се одржа комеморативна седница, на која присуствуваа пратеници министри, председателот на собранието Африм Гаши, како и председателката Гордана Силјановска-Давкова и премиерот Христијан Мицкоски. Пред присутните се обрати председателот на собранието Гаши. После една година се собравме да се подсетиме, се собравме како никогаш досега, не како власт и опозиција, туку како општество кое беше длабоко повредено од оваа ужасна трагедија. Да им испратиме порака на семејствата дека во оваа болка не се сами. Бранот на оваа болка не зафати сите, донесе болка, но и солидарност. Оваа седница е да се подсетиме, но и да размислиме. Трагедии како оваа ни покажуваат дека одговорноста на институциите е поголема отколку што проценуваме и дека правдата е поважна отколку што замислуваме. Затоа е важно институциите, јавното обвинителство, судовите, Министерството за внатрешни работи и сите истражни органи да работат во овој процес со професионализам, независно и целосно транспарентно. Правдата не треба да биде пребрза, но ниту задоцнета. Само правдата и вистината може да донесат мал спокој за семејствата и за општеството. Точно и прецизно да се таргетираат виновниците за оваа трагедија. Ова исто треба да биде лекција дека спроведувањето на законот на нашата држава е обврска од која никој не е амнестиран. Сепак, не сум на оваа говорница за да оправдувам некого, ниту да демантирам гласини што неправедно се обидува да ја искористат трагедијата за други цели и да фрлат сенка врз институциите. Тука сум за да подсетам дека трагедиите никогаш не треба да бидат поле на раздор, тие треба да бидат моменти на солидарност, на хуманост и на сплотеност. Затоа што, почитувани присутни, во тие денови видовме дека никој не добива ништо од поделбите.
Во најтемните моменти на земјата ја видовме и најсветлата страна на нашето општество. Видовме како блеска силата на хуманоста, утехата што ја носи солидарноста и искрената поддршка. Оваа трагедија е последниот аларм за сите политички и општествени чинители да се вратиме кон самите себе и нашата човечност, да се издигнеме како поединци за повторно да изградиме државата од почеток, но овој пат на темелите на правда и честност, рече Гаши. На 16 март лани во дискотеката Пулс во Кочани дојде до пожар во кој животот го загубија повеќе од 60 лица, а повеќе од 200 беа повредени. Зошто ти ме остави? Зошто ме заборави? Сите наши срекни денови, зар не беа доволни? Сите наши желби големи, душо не ги исполни. Срно моја ранета, болко моја голема, дури кога јас не изгубив, сватив што е љубовта. Дури кога сам јас останав, стопати се проколна. Само ти си моја судбина, само ти си моја утеха. Кога си веќе си заминат, да не згасне душава. Господ ми е сведок, верувај, дека ќе те сакам до века, и во добро и зло ти си ми моја звезда водилка.
недостиг на основни противпожарни апарати, празен хидрант, заклучена помошна врата и отсуство на систем за пријавување пожар, констатирала увидната екипа на Дирекцијата за заштита и спасување по пожарот во клубот Пулс во Кочани. Ова го истакна инспектор на Дирекцијата за заштита и спасување од подрачното оделение во Виница, кој сведочеше на судско рочиште, посочувајќи дека до моментот на несреќата општина Кочани повеќе од една деценија немала вработено инспектор за заштита и спасување. На прашање на обвинителството за тоа дали претходно биле преземени инспекцијски дејствија во објектот, сведокот појасни дека неговите надлежности се врзани исклучиво за територијата на општина Виница. За вонреден надзор во друга општина, како што посочи, неопходен е писмен налог од директорот, заменик директорот или генералниот инспектор. Тој нагласи дека во Кочани долго време постоел проблем со кадарот, зашто било запознаено и раководството на дирекцијата. Претходниот колега Благо Јанев е во пензија, истиот е пензиониран од 2012 или 2013 година. Откако лицето е во пензија, во Кочани нема инспектор за заштита и спасување. До моментот на настанување на пожарот во подрачното оделение во Кочани, колку што знам, нема вработено лице инспектор за заштита и спасување, посочи сведокот. По пожарот тој бил повикан да биде дел од увидната екипа заедно со колеги од Пробиштип, Струмица и Берово. Сведочејќи за затекнатата состојба во опожарениот објект, инспекторот посочи на сериозни пропусти во основните безбедносни стандарди. Болно малку е ова, црни саѓи и уште што немаше на влезот, меѓутоа кога влеговме внатре, имаше само 2 ПП апарати, што е недоволно, празен хидрант, нема вода, нема црево, нема млазници, нема систем за јавување за пожар и најболната работа, задната врата заклучена од натрешната страна, немаше квака, а плюс тоа заклучена со катанец, зборувам за помошниот излез. Ова се примети без разлика што пожарникарите веќе ја имаа скршено за да можат да влегуваат, посочи сведокот. Инспекторот на ДЗС појасни дека помошната врата, која се наоѓала од левата страна на бината, била многу тесна, без панично светло и од надворешната страна запечатена со стиропор. Според неговиот исказ, и надворешноста на објектот не овозможувала соодветна интервенција на спасувачките служби. Направена е обиколка, забележано е дека од женскиот тоалет имаше железни решитки од надвор, додека на излезот од таа задна врата имаше зелена површина, која беше како брег и заградена со ограда, каде не може да пристапи брза помош ниту пожарна, рече инспекторот на ДЗС. Во однос на природата на пожарот, инспекторот наведе дека градежните материјали во објектот придонеле за негово катастрофално и брзо ширење. Она што се види од социјалните мрежи се работи за пожар со отворен пламен, кој што брзо се шири поради облогата со стиропор и материјали кои што се лесно запаливи, рече сведокот. Одговарајќи на прашањето дали ДЗС требало да дозволи овој објект да работи со оглед на констатираните недостатоци, тој истакна дека инспекцијските служби имаат овластување да го забранат користењето на објектот, доколку утврдат дека постои опасност по безбедноста. Поради тоа што нема услови за ефикасна интервенција на тимовите за противпожарна заштита и брза помош, инспекторот може и да забрани објектот да не се користи или дел од него, рече сведокот. Тој заклучи дека секој инвеститор е должен да изработи плански документи и елаборат за заштита од пожари кои мора да бидат доставени до ДЗС, при што дирекцијата е должна да даде согласност или забелешки. Според законските одредби, во отсуство на овие плански документи и опрема, на правниот субјект му се даваат рокови за нивно обезбедување или му се издава прекршочен платен налог.
късмет нема. Дојде мене да ме земе, пусти късмет нема. Дојде ти, мајко, куки палати, сега друга зема, среќа нема, срцево што пати. Сега друга зема, среќа нема, срцево што пати. Дојде ти, мајко, куки палати, а на друга сега тој дари прстен што се злати. А на друга сега тој дари прстен што се злати. Дејено ќе седам и за него плачам. Дај ми отров, мајко, за да не се мачам, маки да си скратам. Дај ми отров, мајко, за да не се мачам, маки да си скратам. Дејено ќе седам и за него плачам. Силен отров дај ми, јас да земам, за да не се мачам. Силен отров дај ми, јас да земам, за да не се мачам. Отровна е та љубов лажна, боли душа Бран од 11 пријави за семејно насилство ја крена полицијата на нозе во повеќе градови низ државата. Вкупно 11 случаи биле пријавени во еден ден, а 4 лица биле лишени од слобода. Двајца биле повикани на службен разговор, додека за останатите се преземаат мерки. Ноќта на 13 март во Демиркапија почнала со драматична интервенција. Околу 2 часот по полноќ полицајци од Овара Неготино привеле 39 годишен жител на градот. Претходно бил пријавен дека во семејниот дом му се заканувал на својот 57 годишен татко и кршел предмети. При интервенцијата било утврдено дека бил под дејство на алкохол. Кај него биле измерени 1,95 промили алкохол во крвта. Неколку часа претходно во Куманово полицијата лишила од слобода 44 годишник. Според пријавата, тој по долг временски период физички и психички ја малтретирал својата 46 годишна сопруга. Полицијата интервенирала и во Гостивар. Бил приведен 43 годишник од едно гостиварско село. Според пријавата, тој во семејниот дом физички ја нападнал својата 44 годишна сестра. Во Скопје пак полицајци од полициската станица Киселавода лишиле од слобода 29 годишник, неговата 27 годишна сопруга пријавила дека на подрачјето на Чаир физички ја нападнал.
Во Кавадарци полицијата разговарала со 38 годишен маж. Тој бил пријавен дека преку социјална мрежа испраќал закани и навреди кон својата 34 годишна сопруга со која бил во бракоразводна постапка. Сличен разговор бил извршен и со 47 годишник од Скопје. Неговата сопруга, со која подолго време биле разделени, пријавила дека ја следел, ја вознемирувал и ја снимал со мобилен телефон. Во Тетово пак бил пријавен и случај во кој 31 годишен маж тврдел дека бил нападнат во своето возило. Според неговата пријава, нападот го извршила неговата 35 годишна невенчана сопруга. Во Гостивар биле пријавени и два роднински конфликти. 75 годишен жител на градот пријавил дека пред семејниот дом бил физички нападнат од роднина. 65 годишен гостиварец пак пријавил дека во дворот од домот бил нападнат од друг роднина по претходно недоразбирање. Во Скопје 29 годишна жена пријавила дека во семејниот дом на подрачјето на Битпазар била физички нападната од својот 34 годишен сопруг. Уште една пријава била поднесена истата вечер. 29 годишник од Скопје пријавил дека во селото Љубанци негов роднина му упатувал закани. Полицијата соопшти дека се преземаат мерки за расчистување на сите случаи. По целосното документирање, против сторителите ќе бидат поднесени соодветни пријави. Крај мене поминува, скришу ме погледнува. За неа се зборува, Јана е најубава. Marketing, сонце од твоите руси, коси. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко,
а за викендите и прасечко печење на паунд. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Маркетинг. Јаден сум бре бела јано и прејаден. Немој да ме каниш душо на пиење. Пиен сум бре срце моје и препиен. Ако смеш бела јано покани ме. Јано на шетање, цел свет сум го шетал, јано и прошетал. Немој да ме каниш, јано на муабет, ако збори тој што гори ке изгори. Ако смеш бела јано покани ме,
mladi gulabici, pa da umram bela Jano iđ ne žalam, pa da umram bela Jano iđ ne žalam. Министерот за животна средина и просторно планирање Муамед Хоџа ќе организира јавна расправа за постапката за обновување на дозволата за усје, на која, како што најавуваат од ресорното министерство, ќе присуствуваат сите засегнати страни, како и представници на граѓанските организации и иницијативи. Министерот за животна средина и просторно планирање Муамед Хоџа го почитува и поддржува секој мирен протест како демократско право на граѓаните и останува посветен на јакнење на транспарентноста и отвореноста на институцијата. Во таа насока, како што веќе беше најавено пред медиумите, Министерството ќе организира јавна расправа за постапката за обновување на дозволата за усје, за што веќе е поднесено барање. На расправата ќе бидат поканети сите засегнати страни, вклучително и представници на граѓанските организации, иницијативи и стручната јавност. Сметаме дека суштинскиот придонес се остварува преку отворен и аргументиран диалог во институционални рамки, се вели во соопштението од Министерството за животна средина. Граѓанскиот сектор, велат оттаму, е важен партнер во напорите за заштита на животната средина, а преку транспарентни процеси може да се изгради доверба во институциите и да се обезбедат одржливи решенија во интерес на граѓаните. Активисти на иницијативата Стоп за усје спроведоа герила акција пред Министерството за животна средина и просторно планирање, со која испратија порака дека внимателно го следат процесот на издавање на дозволата. Што груби дењено ке силно свират земјата, ја затресува. Тапан кај што бие таму добро ми е, вино кај што блика земјата од песни лие. Тоа ти е Македонија. Што груби дењено ке силно свират земјата, ја затресува. Тапан кај што бие таму добро ми е, вино кај што блика земјата од песни лие. Тоа ти е Македонија.
што груби ден е ноќе силно свират земјата. Ја затресува тафан кај што бие таму добро ми е вино, кај што блика земјата од песни врие. Тоа ти е Македонија. Тоа би било се за денес, а за самиот крај, во катчето за најмладите, да ја чуеме приказната Царот Аргелуш. Ви посакувам пријатен ден. Си бил некогаш еден цар и си имал 2 сина. Постариот, Аргелуш, бил толку убав, така што неговиот татко го држал во посебен замок и не го пуштал да излезе надвор за случајно да не го дувне некое ветре, па тој да се разболе. Во замокот принцот ги имал сите угодности. Имал голема послуга, а кралот секојдневно го посетувал и се забавувал со него. Но сепак на Аргелуш животот му станал здодевен и постојано мечтаел за слобода. Еден ден во кралската градина израснала убава јаболкница, која наутро имала златни цутови, а навечер се појавувале златни плодови. Шетајки низ градината, кралот многу и се восхитувал на јаболкницата, та решил да ги повика сите големи кнезови во земјата за да им ги покаже тие чудни плодови. А за да не исчезнат јаболката, како што вообичаено се случувало во текот на ноќта, поставил стража крај јаболкницата. Иако стражарите постојано ја надгледувале јаболкницата, никој не знаел како тоа во текот на ноќта јаболките исчезнувале. Но следното утро повторно се појавиле златните цутови, а приквечер повторно златни јаболка. Кралот наредил таа ноќ да се постави двојно повеќе стража, но јаболката сепак исчезнале. Истото се случило и третата ноќ. Бидејќи не знал што значи тоа, кралот наредил да повикаат еден прочуен волшебник. Тој дошол во дворецот и рекол: "Би ви кажал, ваше величество, но се плашам за својот живот." Кралот бил упорен, па волшебникот на крајот му одговорил: "Само твојот син, Аргелуш, може да ги зачува јаболката." Кралот се налутил и извикал: "Никакве цеден, ти сакаш мојот син да загине, но знај дека пред тоа ќе загинеш ти." И така кралот наредил да го убијат волшебникот. Помалиот син, кој бил избувлив, та затоа кралот и не го сакал, изразил желба да ја чува јаболкницата, а кралот му го дозволил тоа. Но кога повторно исчезнале јаболката, тој сето тоа му го раскажал на својот постар брат Аргелуш. Кога кралот отишол да го посети Аргелуш, му се видело оти тој е многу тажен. Го прашал зошто е тажен, а Аргелуш му рекол: "Сонував дека имаме чудесна јаболкница во нашата градина и оти само јас можам да ги зачувам плодовите од неа." Тогаш го замолил татка си да му дозволи да ја чува јаболкницата. Отпрвин татко му не сакал ни да чуе, па дури кога Аргелуш почнал да се заканува дека ќе се самоубие, тој нерадо му дозволил. Аргелуш наредил да му наместат кревет под волшебната јаболкница и зел само еден од своите слуги. Тогаш си легнал в кревет, но за да не заспие, читал разни книги. Околу полноќ долетале 7 лебеди и се спуштиле на јаболкницата. Кога го видел тоа, Аргелуш ја протегнал раката во височината и дофатил еден лебед, кој во тој миг се претворил во убава девојка. Останатите 6 лебеди се спуштиле на земја и исто така се претвориле во убави девојки. Првата што тој ја дофатил била маѓепсана принцеза, а другите пак биле нејзини слугинки. Аргелуш многу се израдувал што принцезата зборувала со него љубезно, а потоа го замолила да помине уште 3 ноќи тука под јаболкницата, зашто само на тој начин можела да се спаси од магијата. Но во исто време таа го предупредувала дека тој не смее да заспие. Штом почнало да се зазорува, девојките повторно се претвориле во лебеди и одлетале, а таа ноќ јаболката останале на дрвото.
Кралот бил многу среќен поради тоа и не дозволил да ги берат. Но Аргелуш не му кажал ништо на татка си за девојките, а на својот слуга, кого го сметал за најверен, му наредил да молчи. Токму тој слуга на Аргелуш се познавал со некоја девојка која била ќерка на една голема волшебница, па и раскажал се во доверба. Таа пак и раскажала на својата мајка, а мајката му наредила на слугата да молчи и му дала кожно кесе, па му рекла: кога ќе легне твојот господар, подотвори го кесево и тој веднаш ќе заспие, а кога ќе одлетаат лебедите, намачкај му ги очите со маста од ова тегличе и тој ќе се разбуди. Следната ноќ Аргелуш бдеел, но кога неверниот слуга го отворил кесето зад неговиот грб, тој заспал како заклан. Лебедите долетале и се претвориле во девојки, а принцесата почнала да го тресе Аргелуш. Му наредила на слугата да го разбуди, но напразно не можеле да го разбудат. Кога почнало да се разденува, принцезата му наредила на слугата да му пренесе на неговиот господар следната ноќ да биде предпазлив. Тогаш девојките се претвориле во лебеди и одлетале. Во тој момент слугата му ги намачкал очите на својот господар со маста. Кога тој се разбудил, неговиот слуга му раскажал за девојките и за она што му го порачала принцезата. Принцот многу се налутил и му наредил на слугата да молчи за се што се случило. Слугата повторно и се доверил на девојката, а таа на мајка си, која го посоветувала да постапи исто како и претходната ноќ. Следната ноќ Аргелуш цело време се обидувал да не заспие, но неверниот слуга испуштил малку ветре од кесето и неговиот господар повторно заспал. Тогаш долетале лебедите, се претвориле во девојки и повторно почнале да го тресат принцот. Дури и го кренале од креветот и го шетале, но ништо не помагало. Принцесата уште еднаш му рекла на слугата да му порача на принцот да не заспива ако сака да ја ослободи. Кога Аргелуш се разбудил, слугата му раскажал се, но не му кажал за волшебницата и за кесето. Аргелуш цел ден се трудел да заспие, за да не му се приспие во текот на ноќта, но залудно. Повторно заспал, а кога девојките не можеле да го разбудат, му рекле на слугата да му порача на неговиот господар дека тој повеќе никогаш нема да ги види, зашто ќе мораат да заминат на пат во далечните краишта. Ако Аргелуш посака да ја дознае причината, тогаш ќе требало да го премести мечот што виси над неговиот кревет во замокот, од еден на друг клин, па тој ќе му каже: а ако сака да ме бара, тогаш кажи му дека до изгреј сонце во црниот град ќе мораме да го завршиме нашето патување. Кутриот Аргелуш пошол во својот замок, а бидејќи слугата му кажал што му порачале девојките, тој го преместил мечот од еден клин на друг. Мечот веднаш се помрднал и покажал кон неверниот слуга. Кога го видел тоа, Аргелуш го грабнал мечот и му ја одсекол главата на слугата. Тогаш му раскажал на татка си за предавството и го замолил да му даде дозвола да ја пронајде својата сакана. Кралот најпрво го одбил, но кога видел дека неговиот син почнал да венее од тага, го пуштил, му дал слуги, коњи и пари за да ја исполни својата желба. И така Аргелуш тргнал на пат. Поминал низ многу далечни земји и на крајот ги потрошил сите пари. Тогаш ги продал коњите и кочијата, па ги пратил слугите дома и сам го продолжил патот. Тој бил гладен. Еден ден стасал во некоја шума, каде сретнал 3 момчиња што се тепале. Тој пришол до нив и откако им кажал дека е принц, ги прашал зошто се расправаат. Момчињата му одговориле: ние сме тројца браќа, а татко ни го остави само ова што го гледаш пред тебе: столче, камшик, седло и конј. И ние не можеме да се спогодиме околу поделбата, зашто сите овие работи
може да ги користи само еден од нас. Оној што ќе го стави седлото на конјот, ќе седне на него и ќе удри со камшикот велејки: сакам да бидам таму и таму, да веднаш ќе биде како што ќе посака. А оној пак што ќе удри во столчето, конјот заедно со седлото и камшикот мора да се вратат кај него. Ете затоа се караме. Може би ти ќе можеш да ни пресудиш. Принцот извесно време шетал со нив, па им рекол: ги гледате ли оние брекчиња во далечината? Сите тие се на иста оддалеченост. Отрчете до нив, а оној што прв ќе се врати кај мене ќе биде наследникот. Браќата се согласиле и отрчале кон брекчињата. Аргелуш не ги чекал, ами го јавнал конјот и рекол: конјот веднаш да биде таму и таму. Тогаш конјот го однел Аргелуш во едно мочуриште, од кое тој одвај се извлекол, па мртов гладен стасал до една куќа. Домаќинот љубезно го примил и го нахранил. Аргелуш го прашал колку е далеку црниот град. Домаќинот пак му одговорил: сум слушнал за тој град, но не можам да кажам колку е далеку. Но остани кај мене неколку дена. Од тука ќе помине еден трговски карван со поворка аџии, па од нив ќе дознаеш. Поминала една година, па уште една, па трета, но никој не знаел ништо за црниот град. Најпосле се појавил некој човек кој му кажал на Аргелуш дека црниот град се наоѓа на околу 75 километри. На Аргелуш му останал само еден скапоцен прстен, та му го понудил на човекот за да го одведе до црниот град. Тогаш човекот му рекол дека тој што туку избегал од црниот град и оти може да го одведе само до неговата близина. Тој се согласил. Човекот го однел во близина на црниот град, а Аргелуш сам среќно стасал до својата цел. И така тој почнал да оди низ градот и да размислува што би требало да стори и кого да праша за својата сакана. Принцезата и незините слугинки веќе биле ослободени од магијата, а по неколку дена таа требала да се омажи за некој кнез. Затоа пратила една од своите слугинки во градот да ја купи облека. Но слугинката, веднаш штом го видела Аргелуш, со трчање се вратила кај принцезата за да ја каже. Принцезата пак не можела да поверува и само рекла: невозможно. Тогаш ги пратила и другите девојки, а кога и тие го кажале истото, уверувајќи ја дека тоа е истото она момче, и оти го препознале зашто добро го загледале под јаболкницата, принцезата самата излегла в град за да го види. Таа веднаш го познала, љубезно го поздравила и по неколку дена тие двајцата направиле голема свадба. По свадбата тргнале на далечен пат кај кралот, таткото на Аргелуш. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.